Добро вечер во емисијата 360 степени налсат. Еве ги содржините за вечерва. Ги проверивме првите ефекти од мерката Мој ДДВ. На терен Сметка имате? Искрено? Како извинете? и низ бројки. Кај граѓаните ќе завршат едва и четвртина од проектираните 50 милиони евра. Јавните предпријатија не ја почитуваат законската обврска за објавување на финансиските и извештаите за работењето. Дали некој директор е разрешен по овој основ? По овој основ до сега немам информација дека некој директор е разрешен. Под притисок на УНЕСКО ќе почне ли конечно уривањето на дивоградбите покрај Охридското езеро? Денови се опрашања. Може ли со буџет од 20.000 евра да се урнат стотици нелегални градби? Одлука во октомври, почеток на преговори со Европската Унија за време на хрватското председателство. Najave kancelarke Merkel date više puta, pa i ono što govori predsjednik Macron koji je bio glavni protivnik te odluke, ide u prilog tome da će ta odluka biti doneta. Дали јас знам што е човечки капитал? Не знаете тоа. Па не, јас ви кажувам дека многу добро знам, бидејќи сум го негувал. Не знаете. Сега вие не сте тука да оцените што јас знам и што не знам. Што сте вие, професор? Саботажа. Бидете со нас, со прилозите се враќаме по кратка пауза. Гледате 360 степени. Ги проверивме ефектите од владината мерка Мој ДДВ, со која 15% данокот на скенираните фискални сметки треба да им се врати на граѓаните. Истражувавме на терен, а ги анализиравме и бројките од првите 2 месеца од стартот на мерката, јули и август. Иако е собран најмногу ДДВ, споредено со истиот период во 2018 и 2017, досегашното темпо на скенирање сметки не ветува ни доближување, а не пак остварување на првичните проекции дека назад кај граѓаните би завршиле 50 милиони евра на годишно ниво. Сумата за враќање од првите 2 месеца е само 2 милиона евра. Исто така, иако бројот на пријави од граѓаните за неиздавање фискални драстично се зголемил, што се најавуваше како еден од ефектите од мерката, бројот на контроли од УЈП се намалил. Зоран Јовановски. Само ќе ве молам сметка кој имате ми дадете. Да не имате сметка случајно? Сметка можеш да ми дадеш? Да не имате сметка случајно да имате? И по воведувањето на мерката Мој ДДВ, на многу продажни места фискална сметка се издава само ако ја побарате. Би се случило да не ви даваат сметка? Non-stop. Според власта, Можем да кажем за максимално успешна мерка. според опозицијата, Што побрзо се напушти, тоа подобро. според бројките, дали Мој ДДВ ги дава очекуваните резултати. Во очекување на првите ефекти од мерката Мој ДДВ, Da, еве ги. Puno smetki imam, еве ги за ДДВ да ми врата. Ама немам верба и за тоа повеќе ги давам на други да си успеат. Зошто вие не ги скенирате? Не ги скенирам, ако они сакаат да помогнат на народот, нека го намалат ДДВ. Кога се купува производ, нека го намалат ДДВ, готова работа. Може ли сега да ја скенираме? овој човек не губи верба. Успешно. Па собираме, скенираме колку можеме, колку што успеваме и така. Не им оди лесно на сите. Пробавме на телефонот, не паќа. Ми викаат некоја грешка од УЈП. Може да пробаме сега? Имате сметка? Па имаме, ама знаате и синот това. Пробава они и после ја испрешава што бидна, како бидна, не знам. Ја немам изгледа, најверојатно. Без апликацијата, разбирливо, не можевме да ја скенираме сметката. Оние што од различни причини не можат да скенираат сметки на телефон, може да го направат тоа на посебни апарати во просториите на УЈП. Со телефон не можем да баратам. И затоа тука да УЈП тука, во близина живе. Тука ги носим. Колку често доаѓате да скенирате сметка? Скоро секој 10 ден.
Но на Благица Камчева од Скопје, некогаш ниту овие апарати не ги прифаќаат сите сметки. Порано се скенира, сега не се скенира. Затоа проблематичните сметки ги носи на шалтер, а на службеникот секогаш му успева, зашто има подобар скенер. Да, љубезни се. Навистина и работат доста касно, така да после 4 сат нема гужва и може да се заврши работа. Вие зошто се решивте да скенирате? Заради сумата или од принцип да пробате дали ќе функционира? Чисто да пробам да видам како ќе биде и повеќе сметки, мислам, јас со мојот личен доход нема шанси, меѓутоа сметки од фамилијата ми ги даваат, внуката, зето, сестрите, така да они прават поголеми. Иначе од платата што ја заработувам, не можам 20 денари да вратам. Собирањето туѓи сметки, како што тоа го прави Камчева, не е незаконски. Тоа го потврдуваат и од Управата за јавни приходи, но колку и да собирате, УЈП нема да ви врати повеќе од 1800 денари за тромесечие. Доколку граѓаните ги бараат сите сметки, ние очекуваме дека ќе им бидат вратени најмногу 50 милиони евра годишно. Ова е проекција што во јуни годинава ја имаа тогашниот министер за финансии Драган Тевдовски и премиерот Зоран Заев. Според податоците на Управата за јавни приходи, за првите 2 месеца од стартот на мерката, на граѓаните ќе им се вратат околу 2 милиони евра. Ако ваквото темпо не се зголеми, за првите 12 месеци на граѓаните би им се вратиле околу 12 милиони евра. Тоа не е ниту 1/4 од најавената сума. Директорката на УЈП Сања Лукареска очекува многу повисок поврат. Оптимизмот го темели на поголема потрошувачка по летото и потребното време кампањата да допре до граѓаните. Месец септември е доста интересен месец и за почеток на школската година. Се подготвуваат зимници, се прават и некои други процеси во сите семејства и очекувам дека тука би требало да има покачување одредено. Според официјалните податоци кои 360 степени ги доби од УЈП, факт е дека ово јули и август се собрани најмногу пари од ДДВ, споредено со последните 2 години. Во истите 2 месеца во 2017 година се собрани 136,2 милиони евра. Во 2018 128 милиони евра, а годинава, откако стартуваше мерката, 150,6 милиони евра. Дури да се одземат 2 милиони евра, кои како поврат ќе завршат кај граѓаните, овогодишните јули и август повторно се далеку подобри од минатите години. Па се чини дека и државата и граѓаните се во ќар од мерката. Но ако се погледнат сите месеци од последниве 3 години, видливо е дека често има големи разлики од еден ист месец во различни години. Например, во јуни 2017 биле собрани 41,3 милиони евра, во јуни 2018 63,7 милиони, а во јуни оваа година 54,7 милиони. Значи, наплатата на ДДВ бележи големи осцилации на месечно ниво и кога немало мерка мој ДДВ. Времето ќе покаже дека навистина мерката ќе допринесе и за зголемување на наплатата на ДДВ-то. Споредбено со месец јули лани, месец јули оваа година не имаме покачување на повеќе од 10% на наплатата на ДДВ-то и навистина имаме одлична динамика. Дури овој месец имавме и надфрлање односно месец август имавме и надфрлање на планот. Тоа се резултати кои што навистина кажуваат дека мерката допринесува да го полниме буџетот, меѓутоа од друга страна и самите граѓани да не помогнат во делот на тоа да видиме каде одредени даночни обврзници сакаат да го изиграат законот. Уште подлабока анализа на бројките ни даде и друг интересен показател. Од вкупно собраните 150,6 милиони евра од ДДВ во јули и август годинава, граѓаните скенирале сметки со вкупна вредност на ДДВ од 13,6 милиони евра, од кои повратот е околу 2 милиони евра. Или во проценти, скенирани се сметки со само 9% од собраното ДДВ. УЈП нема прецизна анализа зошто останатите 91% од данокот на додадена вредност не се предмет на поврат кај граѓаните. Че може би станува збор за одредени фискални сметки кои што се користат за поврат на ДДВ кај правните лица. Значи тие фискални сметки одат заедно со сметкопотврди и сметководствено се книжат во делот на ДДВ-то кај правното лице. Може би станува збор за сметки кои што едноставно надминале лимит дозволен од 30.000 денари. Или пак станува збор за сметки кои што граѓаните не ги скенирале, односно или не сакале да ги скенираат.
Една од главните тези на власта за мерката Мој ДДВ е дека секој граѓанин ќе стане инспектор. Бројките покажуваат дека потрошувачите навистина се ангажирале. Нагло се зголемил бројот на пријави за неиздавање фискални сметки. Во јули и август годинава имало 378 пријави од граѓани, што е двојно повеќе од 191 пријава лани во истиот период и 2,5 пати повеќе од 153 пријави во јули и август 2017 година. Но парадоксално, додека граѓаните пријавувале повеќе, УЈП овој јули и август направила најмалку контроли споредено со претходните години. Низ бројки, во јули и август годинава се направени вкупно 43 контроли согласно Законот за регистрирање на готовински плаќања. Тоа е речиси 7 пати помалку од изминатите години. Во 2018 година, во истиот период, имало 276 контроли, а во 2017 уште повеќе, 298. Таа бројка која што имате ви од претходните години станува збор за налози издадени, записници изготвени и донесени решенија. Кога немало простор за снимање на промет, односно кога немало простор или не сме дале простор за било каква превентивна рамка. Овој пат ние 2-3 месеци исклучиво снимаме промет. Значи цел јули месец, цел август месец и цел месец септември. Сме одели по сите туристички места, каде што рековме, само им дишеме во врат на некој начин, да кажем, на обврзниците, за да го ја внесуваат разликата во прометот. 360 степени реши да провери колку навистина контролите биле ефективни и дали се издаваат фискални сметки. Појдовме во две скопски општини, Чаир и Аеродром. Во населбата Аеродром купивме метла. Така беше и кога плаќавме за пијалоците во ова кафуле. Но подоцна купивме облека за која фискална добивме дури откако ја побаравме. Да немате сметка случајно? Фискална? Може да? Поздрав, пријатно. Сметка случајно за имате? За бананите во овој дуќан во Чаир не добивме сметка. Фискална сметка имате нешто? Не издавате? Ниту за купените чаши. Немате? Зашто немате? Оваа пекарница го подобри просекот на чаирчани, но повторно на наше барање. Сметка можеш да ми дадеш? Сметка. Благодарам многу. Поздрав. Ја посетивме и познатата пластичарска улица во Скопје, каде УЈП на 20 август спроведе голема акција, повикувајќи се на голем број пријави на граѓани. Инспекторите тогаш контролираат 42 фирми и кај 12 најдоа неправилности, од кои кај 9 не издаваат фискални сметки. Една фирма воопшто немала фискален апарат. Искуствата на граѓаните кои пазаруваат 2 недели по контролите се различни. Ви се случило да не ви даваат сметка? Non-stop. Non-stop, али ние сме навикнати више. Не можеме ние ништо. Ако државата не може ние ич. Ви даваат ли вас редовно сметки? Да. Да, нормално. Сега тоа више пролазно стана, пошто сите програмници веќе издаваат. Имран Шабани има свој дуќан на оваа улица. Вели дека нема проблем со контролите на УЈП, туку со нешто друго. Поддржувате? Контролира, па секако да. Како мисли, ова мора да се среди некој со нешто да се работи, да има, да се биде се уред. Само не така како што беа тие, беа каубојци овде. Со тие нивни тамо, што знам. Со полиција? Да, не, полиција нормално, но информисани, ама тие другите што беа. Каубојци, пиштоли, панцери, манцери. Вака сведочи Шабани, иако од УЈП негираат дека при контролите имало асистенција од униформирана полиција.
Издаваат ли даваат, секако даваат. Секако. Има кој не дава, тука е институциите на државата. Ефектот од контролите на пластичарска решивме да го провериме со шопинг. На некои места вродиле со плод. Треба фискална? Имате? Имаме, но шифрата само. Па ни треба, ако имате, исклуцајте, ако не. Ние би сакале. Хвала. Колку сум должен? Колку чекай да видам? Чекай да ја видам. 6. Но во други дуќани не. Студена ли дека? Да, то. Тоа ќе ве молам сметка ако имате ми дадете. Сметка имате? Фискална? Како да влизе се печат. Како извинете? Како да влизе се. Добро. Иде се таму кај Аха. Не, добро, не мора. Не. Ако треба да следам документи, треба тоа. Добро, аха, добро. Оно нешто сметка потврда, нешто подпис? Да, ама како да влизе да се печат, све. Добро, нема кај. Живи здрави. Ајде, добро. Не издаваш фискални? Фискални не издаваш? Не, па нови сме тука. Аха. За мерката Мој ДДВ побаравме мислење и од екс-министерот за финансии, професор на економскиот факултет и член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН Трајко Славески. Иако кратко време е на сила, тој имаше дециден став. Нема ќар ниту за граѓаните, ниту за државата. Мислам дека трендот ќе биде да спласне ентузијазмот кај голем број на граѓани кои што досега се вклучиле во оваа акција на скенирање на фискалните сметки во надежда дека ќе добијат некој поврат, затоа што откако после 2 месеци Управата за јавни приходи ја унапреди апликацијата да може да следите колкав изнесува всушност вашиот паричен поврат, голем број на граѓани кои ќе видат сумите кои што ќе бидат незначителни, мислам дека ќе се откажат од натамошно да учества во оваа акција. Славески е песимист дека ќе опадне и бројот на пријави на граѓаните, бидејќи тие не може да бидат инспектори во вистинска смисла на зборот. Но факт е дека не можете да очекувате граѓаните да вршат она работа која што е надлежност на инспекцијските служби на Управата на јавни приходи, те немаат такви ингеренции, и дека насекаде каде што претходно се беа издавале фискални сметки, значи функционирал системот, се спроведел законот и понатаму ќе се издаваат, а онаму каде што не се издавале, мислам дека нема да има некои ефекти. Кој е во право? Критичката опозиција или оптимистичката власт? Ќе се знае за нова година. Тогаш граѓаните ќе видат колку пари им се вратени на сметка за првите 6 месеци од мерката. А и УЈП ќе може да повлече црта, што очекувала, а што добила. Опште впечатокот дека по смената на власта во 2017-та институциите се потранспарентни и поотворени за комуникација со јавноста, но некои од механизмите што ги промовираше и воведе новата влада останаа нефункционални или полуфункционални. Например, иако актуелната влада воведе обврска за јавните предпријатија на секои 3 месеци да објавуваат финансиски извештаи, а на крајот на годината и годишната сметка и извештај за работењето и непочитувањето на одредбите го брои меѓу основите за разрешување на директорот, дури 20 од 30 најголеми јавни предпријатија не го почитуваат законот. Дел од нив се вадат на владата и велат дека чекаат разгледување на извештаите на владина седница за потоа да ги објават на веб страните. Славица Филиповска. Може да претпоставите како би поминал директор на приватна компанија ако не ги почитува законските барања за финансиска отчетност. Јавните предпријатија кои се финансираат од граѓаните и треба да бидат нивен сервис, не ги почитуваат доследно законските обврски за отчетност. Криењето на податоците го зголемува ризикот од злоупотребата на доверената моќ. Необјавување на финансиските извештаи во предвидените рокови е законска основа за разрешување на директорите на јавните предпријатија. Дали некој директор е разрешен по овој основ? По овој основ до сега немам информација дека некој директор е разрешен. Транспарентноста е важна работа. Џаве е се што работиме, ако граѓаните за тоа не знаат. Проверивме дали владината транспарентност е само заложба или функционира и во пракса.
Добро дојдовте во владата на Република Северна Македонија, редовна пресконференција. Информирање на јавноста за одлуките од владините седници е еден од позитивните примери што се случија по промената на власта во 2017 година. Но други елементи, важни за транспарентноста која бомбастично се најавуваше, каскаат. Ова е алатката за отчетност за трошоците на функционерите. Владата се обврза на секои 6 месеци да ги споделува со јавноста дури и трошоците по мензите, рестораните и бифеата. Но последните податоци ставени на увид на јавноста, со кои актуелната влада се споредува со трошоците на владите на Груевски, до денеска попладне беа од лани. Надлежниот министер кого го снимавме минатата недела призна доцнење, но рече дека има објективни причини за тоа. Имаме состојба каде што да речеме едно министерство е комплетно укинато и е формирано сосем ново министерство и од тамо тешко се добиваат податоци за претходното работење. И второ е ова е прв извештај кој што не прави споредба помеѓу владите на премиерот Зоран Заев и владите на Никола Груевски и неговите наследници, бидејќи ако правиме сега споредба би требало да се споредуваме со периодот на техничката влада, што е нелогично. И од тие причини има измени во софтверот. Но како и да е, до крајот на оваа недела, најкасно до почетокот на идната, ќе биде објавен четвртиот извештај за трошоците на сите функционери. Дали е само се работи за технички корекции кои треба да ги допрецизирате или кажам, можеби има некој функционер што баш и не му е померак да ги објави? Нема. Состојбата беше иста до денеска во 16 часот, кога се појави ажурирана верзија на алатката. Ако интересот на 360 степени придонесе барем малку да се забрза објавувањето на новите податоци, целта е постигната. Покрај алатката за отчетност, актуелната влада иницираше законски измени со кои јавните претпријатија се обврзани на своите веб страници да ги објавуваат извештаите за финансиското работење. И тоа, тримесечните финансиски извештаи најдоцна 30 дена по истекот на кварталот, а годишните извештаи и сметки треба да се објават во рок од 15 дена од доставувањето до Централниот регистар. Причината повторно беше унапредување на транспарентноста. Доколку директор на јавно претпријатие не ги објавува редовно овие документи, треба да биде разрешен, пишува во законот. Во соработка со Центарот за граѓански комуникации, проверивме колку законската обврска ја почитуваат 30 најголеми јавни претпријатија, основани од владата, град Скопје или општините. Заклучно со 2 септември, состојбата е шаренолика. АЕС-ете не ја почитуваат законската обврска за објавување на годишните финансиски извештаи и кварталните финансиски извештаи, што значи дека во моментов се исполнети условите за разрешување на 2/3 од директорите на јавните претпријатија. Ова секако зборува дека законите се носат колку да нели се укаже дека владата е и сака да биде транспарентна, не само таа како владата, туку институциите на кои се јавува како основач, но дека всушност во пракса транспарентноста која очекувам и која е потребна изостанува. Ова е проблем и за граѓанските организации и новинари кои тековно го чешлаат работењето на претпријатијата во името на јавниот интерес. Ги користим услугите од Централниот регистар, бидејќи ако тргнеме да ги бараме од самите државни претпријатија, за жал не сме оптимисти дека до крај ќе ги добиеме сите податоци, а не сакаме да кажеме добрата волја на самите државни претпријатија да не лимитира во овие истражувања кои ни се во тек. За владата ова се само девијации. По овој основ до сега немам информација дека некој директор е разрешен, меѓутоа јас пак велам, со оглед на она што го знам, мислам дека генерално се почитуваат овие обврски. Доколку има некаде девијации, ќе го проверам тоа и таквите институции ќе бидат презентирани дека не ги исполнуваат тие обврски кај премиерот, потоа е негова надлежност понатамо како ќе постапува. Кога на интернет страницата на ЈСП Скопје се обидовме да го најдеме финансискиот извештај за вториот квартал од 2019-та, не успеавме. Од ЈСП не упатија да го побараме во извештајот за работењето на претпријатието, што е збунувачки за посетителите на сајтот, а целта е транспарентност. Кварталниот финансиски извештај за периодот април-јуни го нема ни на сајтот на Водовод. Прашавме зошто, но одговор не добивме. Од град Скопје како основачи на овие две претпријатија, законот го толкуваат поинаку. Градот како основач на тие јавни претпријатија ги објавува, значи нити се тајна, нити се сокриени, се предмет на анализа и расправа во Советот на град Скопје и потоа градот ги објавува. Треба да ја погледам конкретно законската норма, во колку предвидува дека надвор од градот задолжение и на самото претпријатие неговата веб страната го објави, тоа ќе биде направено. Дури кај претпријатијата чиј основач е иста општина, како на пример Битола, нема иста пракса кај сите субјекти.
Во духот на заложбата за поголема транспарентност, владата конкретно 2017 ги задолжи министерствата да објават 21 клучен документ на своите веб страници. Анализите спроведени во 2016 година покажуваат дека во поглед на отвореноста на извршната власт во регионот Македонија се наоѓа на последното место, со исполнување на само 36% од индикаторите во истражувањата. Имајќи ја во предвид целта на владата за транспарентност и отчетност, во своето работење се наметна потребата веднаш да се превземат конкретни мерки за да се подобри оваа ситуација. Од 21 документ што треба да го објават министерствата, решивме да направиме тест за еден, планот за јавни набавки за оваа година. Заклучокот до кој дојдовме е дека два ресора затаиле – здравство и животна средина. Верувајте, некогаш се случува да се изуми нешто, администрацијата да не се исполни задачата, луѓето не се навикнати, тешко е да ги убедите дека треба редовно и континуирано да комуницираат со јавноста. Ама тоа не е сериозно. Затоа велам. Меѓутоа не заборавајте, ние имавме 11 години мрак. Излеговме од целосно затворена држава. Поповски уверува дека наскоро ќе следува унифицирање на веб страниците на владата и министерствата. Според она што на последниот состанок заедно го имавме со колегата Манчевски, беше презентирано дека некаде на почетокот од идната година владата би требало да има унифицирани веб страни, централна веб страна што ќе води до сите, многу лесната комуникација, линкови, лесен пристап до информации, до податоци, комуникација со граѓаните, прашања и одговори. Мислам дека тогаш можеме да говориме за вистински начин на комуникација на владата кон граѓаните надвор од пресконференции и ваквиот тип на контакти со медиумите и со јавноста. Ставањето на сите податоци на увид ќе овозможи контролниот механизам да го превземе јавноста и на тој начин би се зголемил според мене притисокот врз институциите да работат малку посовесно во иднина. Така што на вистина од зборови на дела е сега потребно да се премине. Во август, владата усвои кодекс за одговорно однесување на функционерите, во кој еден од базичните принципи е транспарентноста. Министерот Поповски вели дека секој менуван функционер треба да покаже собствен пример за транспарентно, честно и штедливо работење во интерес на јавноста, а доколку не се придржува до кодексот, можна и санкција до разрешување. Транспарентноста е важна работа. Џабе се што работиме, ако граѓаните за тоа не знаат. Останува помалку од еден месец до состанокот на Советот за општи работи на Европската Унија, на чиј дневен ред треба да биде и прашањето за отворање преговори за членство со Северна Македонија. Околностите се повторно комплицирани како и во јуни и до последно ќе биде неизвестно на каков точно заклучок може да се надева земјава. Сигналите се позитивни, но не попусто се вели дека ѓаволот лежи во деталите. Владимир Мирчевски прави преглед на моменталната состојба. Советот за општи работи на Европската Унија на 15 октомври во Луксембург ќе решава дали е додобри почеток на преговори за членство со Северна Македонија. Земјите членки тоа го најавија во јунските заклучоци на Советот, што сепак не значи позитивна одлука во октомври по автоматизам. Дилемите пред октомври се речиси исти како и пред јуни. Работите се сепак најасни со одлуката што треба да ја донесе германскиот парламент за да ја овозможи на владата на канцеларката Меркел да се согласи на ниво на Европската Унија со почеток на преговори со земјава. На интернет страницата на Бундестагот веќе е јавно достапен дневниот ред за следното пленарно заседание. Точката за Македонија и за Албанија е планирана за 26 септември навечер. Оставени се 45 минути за дебата, од која не се очекуваат изненадувања, барем не за земјава. Според сите изјави што доаѓаат денојуве од Берлин, мнозинството во германскиот парламент е за отворање пристапни преговори со Македонија. Франција беше највоздржана во јуни и во пресред на октомври нема јасна изјава од Елисејската палата што ќе биде сигнал дека Емануел Макрон конечно донел одлука. Но поминато неделната посета на шефот на дипломатијата Никола Димитров на Париз, се чини дека резервите таму пред се за Албанија, бидејќи некои земји членки по секоја цена инсистираат на одлука за преговори за двете земји во пакет. Ова го потврдува и францускиот експерт за Балканот Лоик Трегорес. Skopje has more chances than Tirana, and like in last June, the point is whether the EU members will accept to decouple
Albania and North Macedonia or not. It's always the same question. If this choice is made towards decoupling, then Skopje can have its chances. Also, depending on the way the racket scandal will be dealt with in the next days and weeks. What I want to add also is that other countries in the EU are silent about it, but behind the doors, they are telling France, okay, it's good that you are on the front line because we don't want to be that, but it's good that you hold on. So you have to remember that it's not France against 26. It's France, maybe, others like the Netherlands, but others who are silent today are also somehow reluctant, but won't come public. Холандскиот министер за надворешни работи Стеф Блок уште во јуни доби зелено светло од парламентот во Хаг да може да поддржи одлука за преговори со Македонија, но не и со Албанија. И тогаш, а и сега, едно од главните прашања преку кои Холандија го проценува досието за земјава е континуитетот на специјалното јавно обвинителство. Се очекува холандскиот парламент повторно да дискутира за Македонија и за Албанија пред октомврискиот совет на Унијата. А дилемата што се наметнува е дали за Хаг е доволно тоа што безбеден континуитет на предметите на СЈО со нивно преземање од редовното обвинителство или сепак се инсистира на основање на обвинителство за гонење висока корупција. Поставивме вакво прашање до амбасадата на Холандија во Скопје. Еве што ни одговорија. Внимателно го следиме процесот. Одлуките треба да ги донесат засегнатите страни во Република Северна Македонија. Ги очекуваме резултатите од овој процес. И покрај сите дилеми, за најизвестно се смета сценариото, според кое Советот за општи работи на Европската Унија на 15 октомври ќе донесе одлука за почеток на пристапните преговори со Северна Македонија и ќе одреди дека првата меѓувладина конференција или де факто стартот на преговорите ќе се случи за време на хрватското председателство во првите 6 месеци од идната година. Ovog puta kao i ranije ponovo je u pitanju ulog je kredibilitet Evropske unije. Znamo da je delovalo neverovatno da će to pitanje biti odloženo i prošlog juna, pa se to ipak desilo, ali čini mi se sada da su se mnogi uslovi stekli, najave kancelarke Merkel date više puta, pa i ono što govori predsjednik Macron koji je bio glavni protivnik te odluke, ide u prilog tome da će ta odluka biti doneta. If the argument was you need to finally come to terms with Greece, and you do, and then you wait twisting in the wind for more than a year after that, it helps everybody who's arguing that the EU's not serious, which is not just the Russians and others, but many in your own country. It helps them get traction because it looks true. Дали во заклучоците ќе има прецизен датум за првата меѓувладина конференција со Македонија или ќе остане референца дека тоа ќе се случи во текот на хрватското председателство, во овој момент нема информација. Советот на Унијата најверојатно ќе донесе одлука за старт на преговори со Албанија, но одржувањето на првата меѓувладина конференција со соседната земја ќе го услови со исполнување на серија задачи. За Македонија такви услови не би имало. Градоначалникот на Охрид Константин Георгиевски вели дека е прашање на денови почетокот на уривање на дивоградбите во заштитената зона и на крајбрежјето. Сигнал за тоа дека овој пат неверојатно од зборови ќе се премине на дела е вчерашниот координативен состанок во општина Охрид, на кој присуствуваше министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Уривањето е можеби најтешката, но не и единствена задача пред локалната и централната власт, ако државава сака Охрид да остане светско културно и природно наследство под заштита на УНЕСКО. Галина Николовска-Ризвановиќ истражува докаде е исполнувањето на обврските пред УНЕСКО, зашто крајниот рок е 1 февруари в година. На почетокот на јули во Баку, Охрид требаше да го загуби статусот на светско наследство и да влезе на листата за грозени области. Само поради политички лобирања, одлуката е одложена за следната година. Време е за заедничко, координирано делување. Простор за компромиси по ова прашање нема. Условите за спас на Охрид се 10 задачи кои треба да се исполнат до 1 февруари. Донесени се документи, меѓутоа
реакции или спроведување тоа на терен го нема. Локалната и централната власт тврдат дека работат посветено. Кога реално на терен ќе може да видиме уривање на дивоградби? Денови се опрашање. Ќе искористили земјава последната шанса за Охрид да го задржи статусот во УНЕСКО. Залезна туристичката сезона во Охрид. Последните групи туристи наскоро ќе си заминат. Ако дојдат и следната година во град што го задржал статусот на природно и културно наследство на УНЕСКО, нема да можат да одмораат на бројните тераси и објекти како годинава. Голем дел од нив се дивоградби. Една од препораките на УНЕСКО, која се чини и потешка за спроведување, е справувањето со дивоградбите. Според податоците од локалната власт, ги има повеќе од 400 во заштитеното подрачје. Колку од нив ќе бидат урнати, зависи од проценката на влијанието на објектите врз животната средина. Статусот на Охрид како заштитено добро најмногу им значи на домакините. Охриѓани велат статусот не го даваме, но некои не ги даваат и дивоградбите или пак не веруваат дека нешто ќе се смени. Тоа при самата градба требне ревизорите и инспекторите да го спречат, а не сега откој се вдомиле све тоа и руши. Нема логика. Тоа политички јас не знам какво е политика тука. За Данска знам, за Шведска. А тука не знам. Како е таму? Има ли дивоградби? Не може да има таму. Зошто? Оти така е законот. Па и тука не ли има закон? Не, тука нема закон. Не сум јас за уривање на дивоградби, меѓутоа, ако се препорачува од повисоки инстанции, треба да се замислиме во иднина бар да нема дивоградби. Уривањето на дивоградбите во заштитениот појас на езерото и во старото градско јадро е само една од вкупно 10 задачи што домашните власти треба да ги завршат до 1 февруари 2020 година. Некои од останатите се: нова траса за пругата Требеништа-Струга, систем за управување со отпадни води и пренасочување на реката Сатеска, мораториум за урбани и крајбрежни трансформации, спречување нови дивоградби, план за управување, извештај до 1 февруари 2020 за напредокот. Дел од овие задачи, како колекторскиот систем, плановите, законите, решението за пругата и извештајот за напредокот се за централната власт. Справувањето со дивоградбите и мораториумот за градби се надлежност на општините Струга, Дебарца, но пред се Охрид. Градоначалникот на општина Охрид, Константин Ѓоргиевски, вели дека согласно препораките веќе ги отстраниле билбордите и палмите од Охридското крајбрежје. Донесен е и акциски план, мораториум за градба, а има и попис на сите барања за легализација, вкупно 16.000. Тоа не значи дека 16.000 објекти во изминативе години се изградиле во Охрид. Има голем дел на објекти кои што се изградени 70-60 година, не били уклопени во урбанистичките планови и најлесно на луѓето, на собствениците им било по пат на легализација да дојдат до документи за нивните објекти. За тие 16.000 градби допрва ќе се одлучува дали ќе се легализираат или ќе се уриваат, но повеќе од 1000 објекти веќе имаат решение за отстранување. Официјално општината не кажува кои се тие објекти. Неофицијално, тоа се ресторани и плажи со платформи, објекти во Лагадин, Трпејца и во старото градско јадро. Сите тие кои што се во крајбрежје, заштитен појас и национален парк ќе се отстрануваат први. Кога реално на терен ќе може да видиме уривање на дивоградби? Денови се опрашање. Според Бирото за јавни набавки, пред неколку недели заврши тендерот на општината Охрид за избор на фирма за уривање дивоградби. Компанијата е избрана, но вкупната вредност на договорот е околу 25.000 евра, сума која е незначителна, знаејќи го бројот на дивоградби во регистарот. Средствата за отстранување на бесправно изградени објекти воопшто нема да бидат проблем. Има повеќе начини за да се обезбедат средства и во периодот кој што следи веројатно ќе објавиме и нов повик на многу поголема сума. Иако Ѓоргиевски вели дека навреме ќе се справи со проблемот, неколку настани од последните месеци оставаат поинаков печаток. Еден пример е пицеријата Луна, кај чинарот во Охридската чаршија. Иако немаше соодветни дозволи, бизнисменот и советник во општината Охрид Нефи Усеини го реновираше објектот. Не го спречија ниту инспекциите, ниту забраните.
Не успеавме да го добиеме, но во последното негово интервју за TV24 рече дека сам ќе урне терасата кога ќе се урива и на крајбрежјето. Ако законот кажи дека треба да се руши, јас ќе го рушам. Али да не биде само нефи, да биде рушено цело покрајбрежено, што не плаќаат никакво придонеси на државана, освен нека повелет, нема да го рушат, ќе го рушам јас сам. Под знак прашање и спроведувањето на мораториумот. Минатата недела на улицата Марко Несторовски беа приведени тројца градежници кои работеле на дивоградба. Неколку дена подоцна, екипата на 360 степени забележа дека на истиот објект повторно се работи. Дека нема расположение за почитување на законот, покажува и писмото до градоначалникот од газдите на угостителските објекти покрај езерото. Денеска да се разговара за платформите како дивоградби е можно неоправдана, бидејќи тие постојат веќе 14 години и за нив досега никој не се произнел дека се проблематични. Невладиниот сектор признава дека има поместување од мртва точка, но имајќи го во предвид потребното време за сите процедури, како за утврдување статус на дивоградба, не веруваат дека властите ќе стигнат се да завршат на време. Се чекаше да помини туристичката сезона во Охрид, да не се спроведуваат некакви акции за време на туристичката сезона. Туристичката сезона во Охрид е веќе завршена, ако не речем при крајот завршена. Меѓутоа нема никакви досега спроведување на некакви конкретни акции во поглед на све, не само во поглед на дивоградбите кои што се направи со катастар, односно регистрирање на некаде околу 1100 дивоизградени објекти во целиот регион и што е уште за поголемо чудење, се чува во некаква тајност, да не се граѓанството, односно луѓето да не дознаат кој што каков објект е направен, од кого е направен, кој е сопственикот на тие објекти. Според Александра Бујаровска од Фронт 2142, не само што бавно се исполнуваат задачите од УНЕСКО, туку и тоа што се прави е манипулативно толкување на барањата. Препораката беше многу јасна и гласеше на стопирање на секаква урбана и крајбрежна трансформација. Под урбана и крајбрежна трансформација се подразбира и овие сите дозволи кои што значат понатамошна градба. И дополнително се поставува прашање колкав е тој број доправа што би требало да опфати. Значи реално нема суспензија, нема мораториум, него ова се идните постапки кои што би почнале, па за нив имате дека нема да се isprocesираат. Фактор во целиот процес е и локалната опозиција од ВМРО ДПМН, која дава поддршка на процесот. За разлика од невладините организации, тие не гледаат застој, но велат најтешкото допрва доаѓа. Секако дека проблемот ќе дојде кога ќе биде потребно да се спроведе рушењето на одреден дел од тие дивоградби, како и да е препораките, односно сите оние процедури во исполнувањето на оние препораки од УНЕСКО, ние како опозиција, како што кажав, ќе следиме будно и се надеваме дека ќе се спроведуваат тако. И додека сите погледи се вперени кон дивоградбите во Охрид, голем дел од задачите се за владата во Скопје. Министерот без ресор Едмонд Адеми, кој е назначен да го координира целиот процес, вели дека е задоволен од темпото на работа. Се пофали дека има редовни состаноци со надлежните институции, го финализираат планот за управување, соработуваат со Албанија за алтернативен пат за пругата. Владата со ребалансот на буџетот одвои 50 милиони евра за јавното предпријатие колекторски систем за оваа буџетска година, се со цел за да можеме да ги санираме најболните точки во тоа, дополнителни 88 милиони за финансирање на долговите што беа на Проаква создадени во минатото, а со буџетот 2020 планираме дополнителни средства за да го завршиме целосно колекторскиот систем. Една од поважните обврски е планот за управување со Охридскиот регион, кој треба да биде готов до крајот на декември. Власта очекува тој план да биде основа за во иднина да се спречат дивоградби и урбан хаос. Зонирањето е клучно во планот, а тоа значи ќе има зона 1, зона 2, зона 3. Ќе се знае точно во зона 1 што може да се прави, што може во зона 2, што може во зона 3. Со тоа практично ќе воведеме ред во градовите и во Струга и во Охрид и во целиот Охридски регион. На крајот на септември Адеми во Париз ќе треба да реферира пред представниците на УНЕСКО што е преземено досега. Пред камерата на 360 степени не можеше да каже колку проценти од обврските се исполнети 2 месеци по Баку, а 4,5 до рокот за извештај за напредокот.
Нашата пресметка од изјавите на сите инволвирани е дека за спроведени можат да се сметаат регистарот на дивоградбите, мораториумот за било какви урбани и крајбрежни трансформации. Во поодмината фаза, но далеко од готови, се планот за управување со Охридскиот регион, системот за управување со отпадни води и пренасочувањето на реката Сатеска, проценката на влијанието на животната средина. Во почетна фаза или само во најава се уривање на дивоградбите, избор на нова траса за пругата Требиниште-Струга и, како што забележа и нашата камера, спречувањето на нови дивоградби. Зависно од тоа што ќе успее да заврши државата до 1 февруари, УНЕСКО потоа ќе одлучува дали е доволно за Охрид да го задржи статусот светско културно и природно наследство. Следната сесија на Комитетот за светско наследство е идното лето во Кина. Не одете никаде, по уште една пауза е саботажата. Вистинско освежување за деструктивните полемики со кои јавната сцена ја узурпираат полупристојни кавгаджии, представува судирот на самобендисани интелектуални титани, кои го подкреваат нивото на дебата. Додуша не со кредибилна, туку со невкусна и зајадлива меѓусебна дискредитација, но сепак со користење на чисти изразни форми, достојни за ерудити. И сега ми изненадувате вие као професор по економија, ја као професор по машинство да ви кажам вакви работи. Тоа што сте и професор на технички науки и стопанственик, ево не би помогнало да ја направите таа, да не ја направите таа фатална грешка, не знаете што е човечки капитал. Дали ја знам што е човечки капитал? Не знаете тоа. А не, јас ви кажам дека многу добро знам, бидејќи сум го негувал. Не знаете, не. Ја вие не сте тука да оцените што ја знам и што не знам. Што сте вие професор? Мислам, на вистина јас очекувам Социјалдемократскиот сојуз има луѓе кои што студирале економија да ги праша. Нема да одговорам на истиот начин, ќе го задржам моето академско ниво за да кажам некој дали има знаење или не знаење. Наречи си истото скалило, додуша со понизок академски речник кој мора да го спушта од политички соображенија, глаголи и помладиот колега од факултетот на вице-премиерот. И се разбира, типично професорски, сакајќи да ги фати неподготвени, тој на своите колеги од спротивната страна на катедрата им поставува прашања за кои мисли дека не можат да ги одговорат. Па зашто се плаша тогаш обвинителство да имаме за висока корупција, каде што обвинител ќе биде предложен кредибилен лик, професионален лик од опозицијата, ако се толку чисти? Загатнувањето на дилемата за тоа какво ќе биде нивото на хигиена која е нужно да го спроведува секое нормално општество, вон сите до тогашни очекувања, ја расчленува на нискиот по образовен ранг во тој волшебен круг на габарити. Шефот ќе биде предложен од Мицковски, односно од опозицијата. Да, парламентарно мнозинство треба да го прифати и на крајот советот на обвинители да го верификува. Прво треба се најде сериозен обвинител за таква работа. Ако ги преземат сите од специјалното јавно обвинителство, нека ги преземат и надлежностите да ги гонат предметите. Нека го презема и рекет, нека ги преземе сите предмети во државата. Но и покрај вака одговореното прашање, незадоволни се од форумот на студенти кои преку политичка инструментализација на образованието си ја отворија вратата во високото друштво. Тие тврдат дека за одговорот била користена манипулација. Оттаму очигледно е дека треба да се прифати сугестијата и во македонската политика, постојано да се користи ВАР технологија за проверка на точноста на исказите. Предложив седниците, односно договорите, преговорите на лидерите да бидат пренесувани јавно, за да може целата јавност да гледа, да види како ни се крои судбината. За ваквиот предлог сигурно нема против ниту творецот на два универзитети, одгледувачот на најчестниот кадровски расадник, конструкторот на политички фудбал, во кој неговиот тим постигнува голови, ама без никој досега да се осмели да им одсвири офсайд. Пати ще симете пашпорторите ми, аж ретуесите ми. Меца прджи. Оре, не се пуска. Оте кие ще пробашким демократик пар интегрим. Та балjar. Кужда на курсенте небе. И на крајот, за екзекуцијата на таа што веќе ја нема, таа што не беше поштедена, за која сите се грижеа и ја негуваа.
И сите ја сака ја чува и ја ранеа, со сите играше, не беше воопшто опасна. Не можат сега да им објаснат зашто повеќе нема да ја видат. Уште помалку настојуваме да не ја гледаат ваквата гледка. Останува само неутешната болка. Ама не по Катица, туку по правдата. За Макс, за Гоца, за сите. Толку за вечерва. Овие содржини, но и многу други може да видите и да прочитате на веб страницата 360stepeni.mk. Не има и на социјалните мрежи. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Се гледаме повторно в петок од 22. Пријатно.